Она која што денеска ние политичарите, јас Зоран Заев, премиерот на Бугарија Бојко Борисов, треба да го имаме во предвид. Што правиме со таа историја што денеска ја пишеме? Што тоа им оставаме на децата и нивните генерации кои што чекат сега од нас? Дали ќе им оставиме аманет на пријателство, на братство, на заедништво, на европски вредности, на меѓусебно помагање, или ќе ги поделиме и разделиме повторно, како што спомнав во времето на железната завеса и така натаму и така натаму. Наша задача е да одиме напред, да чекориме напред. Јас верувам дека најбрзо можно ќе се создадат услови. Ние не се откажуваме, ќе продолжиме да работиме. Секако доаѓа период на празници, за време на празниците веројатно ќе се намалат активностите, после празниците повторно ќе работиме. Сакам да искоментирам јавно за реакциите вчера на Словачка, на Чешка. Драго ми е што има се уште европско во Европската унија. Ова го кажувам со малку горчина, оти ако некој заслужил да добие поддршка на следниот чекор на патот кон Европската унија, тоа е Република Северна Македонија, македонскиот народ и сите наши граѓани кои што живеат во нашата земја. Европската унија не сме многу работи да направи, најмалку што треба да направи да ги изгуби европските вредности и европските принципи. Во тој дух се надевам дека Европа ќе продолжи да го испраќа европскиот сигнал према нас земјите кандидати за членство во Европската унија, затоа што потенцирам немаме друга алтернатива освен таа алтернатива, односно како што сум кажал во минатото, нема да го изгасне светлото кое што не води во мракот, за да не бидеме изгубени во мракот, затоа што таа водилка е таа наша мотивација за реформите, и за да бидеме подобри граѓани, да се европеизираме државата, да го средиме правосудниот систем, да имаме сила и енергија да градиме многу вакви објекти за нашите деца, за идните генерации, да го осовремениме здравството, да ја подобриме уште повеќе инфраструктурата и така натаму и така натаму.